Се викам Чапова Атина. И аз съм родена в Егейска Македония. Отидме со свекарата да жниме жито на нивата. Пише много жешко тој ден. До 12 сатот немше ветар. После од 12 кога дојна еден силен ветар и един глас право од десното око ми влизи. И ми тече солзи окото. Ич нема зболема, солзи много ми тече. До 5 сатот. И после дојде мъжът ми на нивата ореше. Дојде тамо, му вика на свекарвата, ајде мајко ти, зие го девојчето, а девојчето ми беше од година. Зие го девојчето и оди си дома, а ние со жената ќе останеме да ја береме по лозите, оти ветер ќе ја носе наке, за снопе да ја врзиме. И убраме тия по лозито и врзнаме снопе и направиме копа. После го товариме магарто снопе, едното рава, едното снопе. И тръгнаме дома, дур да си дојме со мъжът ми, 10 сати на најде ноќта. И седнаме, вечераме и сега надои момичката и легна да спие и аз одам у копатело, у нужникот. Тој ги димек, јас се сетил оти димек, видот го изгуби. Идам на мъж ми му кажам и во око, десното око секал директа, гледам, левото око ми ослепе. То десното ми ослепело. Не, а гледам ръката на десното, левото добро ми гледа. После гледам на левото око ръката, десното. Ич не, отмам го изгубил съм видот. И после правиме, како правиме, јас се ослепе за Петровка постигне. Тој не отидме ние на доктор. Жетва, работа има. Кога отидме, ка запустиме за Божик. Сурмаси биме. Правиме една молба до Солон. Отидме на доктор. Ми пригледа докторот. Вика, левото те е добро, со него ќе живиш, нема да ти ослепе. И аз му викам, да знам оти да не ми ослепе добро, ама да ми ослепе, ништо рече, тој ќе ти биде добр. Истинаме си, дојдеме на ваки, а другиот рече, десно да ти го оперисам, рече, ама нема да се, демек, да се привиде. Ами он требаше да ми рече така, ќе го оперисам, да не одам другото око, така да ми рече, и аз одме ќе се дајше. Ама он не ми рече така. Ако не веруваш, рече, оти демек, толко рече, оти демек, оти, он викаше, оти левото добро ќе ти биде. Добро, после си дојдеме на ваке. Шој ги работи, 2 години работи и то ми ослепе. А много работеше, ка ми беше едното око, ќе одеше на нивата. Мъж ми хјоре
И аз няма търпя сърце. Млада, здрава, ми се работя. Века ми фърли, да не знам що работи, по крайта, по нивата. Он ки седне така цигара да прави, и аз ти го взем рато да орам. Няма търпя сърце. И налей ки изорам. И така. Беше демек. Такви са моите судбини, пусти да останат. После айде постана борба. Ка стана борба, що прам? Сакринаме от селото нашо, отидме, биджевта мало са викшидно село, се износиме тамо. И после, айде речея, да бегеме Югославия, отидме тамо, му изставиме на партизаните воловито, шо имаше 150 свино за кла остави, а нагоре за леп трапеме. Ама шо ти правиш, таква беше борбата. Не е крив никой. И тръгнаме навака да идме. Снег до колена, голи буси, вушки, пълни. Идеме нагоре, идеме. Стигнаме до Ромнобор и на плайна имша тамо. Партизанска колиба беше. Седнаме, го разпъдим един голям огън. Се наредиме да се греем. Ама да има внътре кършуме. Разпокайте и кършумито. Дори потука по главата ние отма дигнаме тамо. Върху главата ми мина. Жешко дори на главата ми, косата ви толкова беше. И после. А вошки пълни. Една вода, 100 вода. Пълни вошки. Ама що ти правиш? Таква и борбата. Не е крив никой. Оттам дойдеме тука на Гърдешница. Го разтръгнаме малко снегот. Па си посламе лигнаме. И айде, окръжва един месец, оборило там една неделя, оприли сидеме. И фати убител сидеме една вечера. Фати на вечерта ни дадея леп да яйме. Толкова лепче маличичко на 2 пръста и то ченкино. Ако беше ченкино, мари отровачката беше ти ядене тогаш на гладни. Ич не прашиш.
И така ти велам после. Ajde, речея да накренат на воз, додме у Војводина. Се набраме многу идејци. Возот двајна ношевике. Една глава оназад, една глава отпред, напред. Да турке, толку народ, вике, полно. Од битва, кога се качиме на возот, и право за Војводина. На историја таму, со симнаме, сати кој на наки, кој на ваки трчат, да ни најдат самчина, да пронуќеваме, а на станица кога се симнаме, одма трчаја со пумпи да наиспумпат у грбовите, оти вошки име. И оттаму на намистија настанови, и леп се најадеме, и леп млеко, се имаше доволно да мек се. И оттам, кога се жнијата и чумејнета, тогаш, тој ги детето ми се роди на мене, во си што ме гледа. И право отидме у Сомбор, се качиме, детето ме ноше со кола, право на станица у Сомбор. И дојдеја од болница Мазеја на Чеза, да проста за дете да го породам, во сега, Гоци. И го породи таму, ма држае 10 дена, и докторто ми направи, Димек дојде визита со бајле, рече, кој е та чаповатина? Му велам јас, ајде, вике, ти ќе идиш дома, вике, ќе сидиш дома, кај куќ, вике. Велам, добро. И после, и денот, вике, ти, вике, не ти се гледа дете, ќе ми ги даеш на мен, јас, веле, деца немам. Другиот, вике, ако му го даеш рчите на него, јас рче ќе бидам кум. Но викам, јас страмолоците си и тргал сам со него, да го дам си, не го давам. И после ми правија молба и ме пуштија у Нови Сад да одам. И после да ми пригледа доктор точте и да види ако се ликува Димекот и дете не може вели да си го чува она, вике. Ама јас пак сегнам носија, ништо спас нема. И така сам го изчувала, сам го изгледала. Са ти бегат, ама добро бише Војводина, имаше јадење пеење. Ама климата не бише добра. Та година оти бегаме, биме многу намачени ние од борбата. Цало лето са ти лигнаме болни. И после имше јас тука брат, ми прави молба, па да дојме тука од Рачево. И сега ни дадеја кујкичка, Драчо, ај па туку на селбата, и така. Си добро ме и живота, ама то што не ми се гледа. Ето на то што сакше загреje да ми го зева детето, си на не интереси. А па тоа па, другиот пак по Војводина, ка седина па, најдобри кој не му дадеја, да ора, да чинуве. Така сме живеле немек добро, имше, ама тоа климата не бише добра и затоа дојдеме на вакај. Кад тргнаме ние од Војводина, дојдеме у Скопје. Ми се разболе детето, синот, најстариот. Ми умре на 25 години и остави жена со 2 деца. И сега ми чуве тоа што саке доктори да ми го зева да си го посинат што ни мале деца. И се со него си живам. Сната ме е добра, внучињата, а и јас колку можам си работам, се занимавам, си перам, си чинувам нешто, месам, готвам, колку можам се чинувам. Оти ако не работам, не можам. Со работа се занимавам. И така.